Славица не. Джанер. Тука. Дејан. Тука. Мена. Джемал Мена. Не. Едис Зейнула. Не. Ке ве замолам да се вклучиме за 10 минути за да исконтактираме со според моја евиденција. Джемал Мена не е присутен. Едис Зейнула. Да? Сега влезу. Така. Пак не ве слушам. Сега поред. Мена, тука си? Да, сега да. Добра. Се слушаме, председателке? Да, ве слушам. Мена, значи, тука е. Ни фали Тейнус Едис Зейнула, Славица Петровска. Славица, колку што знам, таа не е во земјава. Да, меѓутоа таа рече дека ќе се приклучи, значи независно каде е информирана и рече дека да, сега ја барам да видим. Немам пријавување за отсуство од никого. Александар Поповски. Славица, ќе се уклучиш, значи имаш линк кој што го пусти. Значи Александар Поповски. Реджеп се приклучи. Да. Сашо Ставрески. Да. Да. Славица, Александар и Едис Зейнула. Да, јас се слушам. Едис, дали се слушаме? Нек се уклучи едно помала. А налио се? Тука е. Ќе се пише. Па видов, ама зато прашувам да мислам да видам дали немат проблеми со конекцијава со него. Океј сме? Едис, дали се слушаме? Да. Тука е. Ај. Конечно можеме да почнеме, се надевам дека во иднина ситуацијата ќе е подобра и седниците ќе ги одржуваме во живо за да немаме вакви проблеми. Ја отворам 53-та седница на Советот на општина Охрид. Пред да отпочнеме со утврдување на дневниот ред, го ставам на разгледување записникот од 52-та седница. Дали имаме предлози за измени и дополнувања во однос на неговата содржина? Со оглед на тоа што нема предлози за измени и дополнување на содржината, записникот го ставам на усвојување. Ристо Николески. Ангеловска за. Мишел. За. Сашо Ставрески. За. Елеонора Куновска. За. Весим Демиров. За. Дженгис Реджеп. Марија Поповска. За. Филип Јовановски. За. Рената Арнаудова. За. Ристо Буловски. За. Димитар Манчев. Гордана Коњановска. За. Димитар Манчев. Снежана Стефановска. За.
Илија Арнаудовски, За. Гоце Георгиевски, За. Јованка Точко, За. Александар Поповски, За. Славица Петровска, За. Джанер Исмаил, За. Дејан Шиковски За. и Джемал Мена. За. Со 20 гласа за, Советот го усвоила записникот од 52-та седница. Преминуваме на утврдување на дневниот ред, кој што ни беше уредно доставен, за да не го читам, со оглед на тоа што документацијата ни е целосно доставена. Дали имаме предлози за измени и дополнувања на вака предложениот дневен ред? Имаме сектор за урбанизам, представник Татјана Стојчевска да се повлечи 39-та точка од дневниот ред, предлог програма во областа на располагање со градежно земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјите на општина Охрид за 2021 година. Не. Во ред констатирам дека точката под реден број 39 39 повлекува, да. предлагачот, значи предлог програмата за областа на располагање со градежно земјиште во сопственост на Република Северна Македонија на подрачјето на општина Охрид за 2021 година се повлекува. Да. Дали имаме други предлози за измени и дополнувања на дневниот ред? Има. Повелете? Повелете советникот Димитар Манчев. Благодарам, председателке. Предлагам дополнување на дневниот ред со нова точка предлог заклучок. Со цел предлог заклучок би бил Советот да го задолжи градоначалникот на општина Охрид да ги превземе сите потребни активности и во соработка со сите надлежни институции да се превземат контролни мерки кои ќе подобрат безбедноста на сообраќајот на улица Железничка. Оваа точка предлагам поради последните трагични случаи на улицата, на барање на жителите кои живеат во таа насела. Се надам дека сите ќе поддржите во оваа точка и ќе изгласам. Во ред, гласањето по предлозите ќе го правиме, значи, уште да видиме дали имаме и други предлози за дополнување на дневниот ред. Повелете, други предлози за дополнување на дневниот ред? Градоначалник, дали вие се јавивте, не ве слушнав? Да. Повелете. Предлог одлука за давање согласност на одлуката за утврдување на тарифа за собирање и изведување на отпадни води. Во ред. Дали имаме други предлози за измени и дополнување на дневниот ред? Со оглед на тоа што нема други предлози, поединечно ќе се изјасниме за предлозите за дополнување на дневниот ред. Извинете, може ли да прашам колега со Георгиевски советникот, на материјали ни дојде синоќа некое дополнување за спасувачката служба, то нешто ќе биде на дневен ред денес? Не, то не е дополнување. Тоа е писмо кое што стигна од Европска комисија, како проект кој што е финансиран од Европски проект. Само по проследите на одделението за совет да го имате на знаење, како информација. Да го имате. Писмо ќе дојде нашето, сега ништо, нема точка сега. Разгледајте го. Мислам дека е добро да размислиме околу целата работа, затоа што два пати ја повлекувавме, да речам, точката што беше за финансиска помош, сега ни стигна и од Европска комисија барање да поддржиме спасителната служба и ценам дека една таква одлука треба да донесеме заеднички со консензус.
Да, Во однос на оваа точка ние како советници немаме ништо против, меѓутоа треба да се најде правен механизам како тоа би го изгласале. Добро, значи е само информација. Во ред. Го ставам на гласање предлогот на советникот Димитар Манчев за дополнување на дневниот ред со разгледување и усвојување на заклучокот за уредување на сообраќајниот режим на улица Железничка. Предлогот го ставам на гласање. Ангелоска Живка за. Ристо Николески. За. Мишел Силјановски. За. Сашо Ставрески. За. Елеонора Куноска. За. Бесим Демиров. За. Чингис Реджеп. За. Марија Поповска. За. Филип Јовановски. За. Рената Арнаудова. За. Ристо Булоски. За. Димитар Манчев. За. Јордана Коњановска. За. Нежана Стефановска. За. Илија Арнаудовски. За. Гоце Георгиевски. За. Јованка Точко. За. Александар Поповски. За. Славица Петровска. За. Джанер Исмаил. За. Дејан Шиковски. За. Джемал Мена. Джемал Мена. За. Со 22 гласа за, Советот на општина Охрид го усвои овој предлог за дополнување на дневниот ред. Го ставам на гласање предлогот за дополнување на дневниот ред со уште една точка. Предлог одлука за давање согласност на одлуката за утврдување на тарифа за отпадни води на јавното предпријатие Нискоградба, период 2021-2023 година. Ристо Николески. За. Ангелоска за. Мишел. За. Сашо. За. Елеонора. За. Бесим. За. Джингис. За. Марија. За. Филип. За. Рената. За. Ристо Булоски. За. Димитар Манчев. Гордана. За. Снежана Стефановска. За. Илија Арнаудовски. За. Гоце Георгиевски. За. Јованка Точко. За. Александар Поповски. За. Славица Петровска. За. Джанер Исмаил. За. Дејан Шиковски. За. Джемал Мена. Джемал Мена. Со 21 глас за, Советот на општина Охрид го усвојува и овој предлог за дополнување на дневниот ред. Дневниот ред со усвоените измени и дополнувања го ставам на гласање. Ристо Николески. За. Ангелоска за. Мишел. За. Сашо. За. Елеонора. За. Весим. За. Джингис. За. Марија. За. Филип. За. Рената. За. Ристо Булоски. За. Димитар Манчев. Гордана Коњановска. За. Снежана Стефановска.
За. Илија Арнаудовски, За. Гоце Георгиевски, За. Јованка Точко, За. Александар Поповски, За. Славица Петровска, За. Джанер Исмаил, За. Дејан Шиковски За. и Джемал Мена. За. Извини, не знам дали се слушнав за Димитар Манчев. Во ред Димитар со 22 гласа. Советот го усвојува предложениот дневен ред со измените и дополнувањата кои претходно ги усвоивме. Отварам расправа за точката под реден број 1, предлог одлука за верификација на мандат на член во Советот на општина Охрид. Ја повикувам председателката на Комисијата за верификација, избори и именувања да не запознае со предлогот, односно се извештаат од нивната работа. Согласно известувањето од Општинска изборна комисија, Комисијата за верификација, избори и именување ја усвои ова предлог одлука, со која на Едис Зејнула му се верификува мандат член на Совет на Општина Охрид. Ви благодарам. Ало. Дали се јавува некој за збор по оваа точка од дневниот ред? Со оглед на тоа што никој не се јавува за збор, точката ја ставам на гласање пред нашиот нов колега да ни ја прочита свечената изјава. Ристо Николевски. Ристо Николевски. Ангеловска за. Мишел За. Сашо Ставрески. За. Елеонора За. Бесим За. Чингис Реджеп. За. Марија Поповска. За. Филип Јовановски. За. Рената Арнаудова. За. Ристо Буловски. За. Гордана Коњановска. За. Димитар Манчев. За. Снежана Стефановска. За. Илија Арнаудовски. За. Гоце Георгиевски. За. Ванка Точко. За. Александар Поповски. За. Славица Петровска. За. Джанер Исмаил. За. Дејан Шиковски За. и Джемал Мена. За. Со 21 глас за, Советот ја усвои предлог одлуката за верификација на мандат на член во Советот на Општина Охрид. Почитуван колега Едис Зејнула, ви го честитам изборот, ви посакувам успешна работа во Советот и ве повикувам да ја прочитате свечената изјава како советник во Советот на Општина Охрид. Повелете. Јас Едис Зејнула свечено изјавувам дека правата и должноста на член на Советот ќе ги вршам совесно и дека при нивно вршење ќе ги почитувам Уставот, законот, прописите на Советот и дека ќе го штитам уставниот поредок на Република Северна Македонија. Ви благодарам, уште еднаш честитки и од овој момент имате полноправно право да учествувате во седмицата, да земате дискусии и секако да гласате по точките од дневниот ред. Отварам расправа по точката под реден број 2, предлог решение за именување член во Комисијата за верификација, избори и именувања. Повелете председателката на Комисијата за верификација, избори и именувања, господја Поповска, запознајте не со извештајот. Комисијата го прифати предлог решението Едис Зејнула да биде член во Комисијата за верификација, избори и именувања. Ви благодарам. Кој се јавува за збор по оваа точка од дневниот ред и ве молам таму каде што се приклучени микрофоните, исклучете ги за подобро да се слушаме.
Со оглед на тоа што никој не се јавува за збор, точката ја ставам на гласање. Ристо Николевски. Дали Ристо Николевски е вклучен? Ангелоска за. Мишел? За. Сашо Ставрески? За. Елеонора Куновска? Елеонора? За. Бесим Демиров? За. Джингис Реджеп? За. Марија Поповска? За. Филип Јовановски? За. Рената Арнаудова? За. Ристо Буловски? За. Гордана Коњановска? За. Димитар Манчев? За. Снежана Стефановска? За. Илија Арнаудовски? За. Гоце Георгиевски? За. Јованка Точко? За. Александар Поповски? За. Славица Петровска? За. Джанер Исмаил? За. Дејан Шиковски? За. Едис Зейнула? Едис? Джемал Мена? За. Со 22 гласа за, Советот на Општина Охрид предлог решението за именување член во Комисијата за верификација, избори и именувања. Отварам расправа по точката подреден број 3, предлог решение за именување член во Комисијата за урбанизам. Повелете, господја Поповска. Комисијата го прифати ова предлог решение и дизајнула да биде член во Комисијата за урбанизам. Ви благодарам. Кој се јавува за збор по оваа точка од дневниот ред? Со оглед на тоа што никој не се јавува за збор, ја затворам расправата, точката ја ставам на гласање. Ристо Николевски. Ангелоска за. Тилјановски? За. Ставрески? За. Елеонора? За. Бесим Демиров? За. Джингис Реджеп? За. Марија? Да. Филип Јовановски? За. Рената Арнаудова? За. Ристо Буловски? За. Гордана Коњановска? За. Димитар Манчев? За. Снежана Стефановска? За. Илија Арнаудовски? За. Гоце Георгиевски? За. Јованка Точко? За. Александар? За. Джанер? За. Дејан? За. Едис? За. Джемал? За. Славица, извини, Славица? За. Со 22 гласа за, Советот го усвојува предлог решението за именување член во Комисијата за урбанизам. Отварам расправа по точката подреден број 4, предлог решение за именување член во Комисијата за финансии и буџет. Повелете, господја Поповска, со извештајот. Па комисијата го прифати ова предлог решение за именување на Еди Зејнула како член на Комисијата за финансии и буџет. Ви благодарам. Кој се јавува за збор по оваа точка од дневниот ред? Со оглед на тоа што никој не се јавува за збор, точката ја ставам на гласање. Ристо Николевски. Ангелоска за.
Весим Демиров. Весим Демиров. Да. Джингис Реджеп. За. Марија Поповска. За. Филип Јовановски. За. Рената. За. Ристо Буловски. За. Гордана Коњановска. За. Димитар Манчев. За. Снежана Стефановска. За. Илија Арнаудовски. За. Гоце Георгиевски. За. Јованка Точко. За. Александар Поповски. За. Павица Петровска. За. Жанер Исмаил. За. Дејан Шиковски. За. Еди Зејнула. За. Джемал Мена. За. Со 22 гласа за, Советот на Општина Охрид го усвои предлог решението за именување член во Комисијата за финансии и буџет. Предлагам 5 минути пауза.